Ердоган им оди на нерви на европејците. Чувството е взаемно и тие него го нервираат. Еве зошто. Турско-европската медена месечина започна со договорот за бегалците. Анкара почна да ги презема бегалците, а Брисел великодушно вети дека ќе им дозволи на турците без визи да патуваат во Шенген зоната. Европската комисија излезе со предлог за ослободување од визи, но со услов. И токму тој услов го налути Ердоган. Унијата бара измени на турскиот антитерористички закон. Таа смета дека Ердоган со своето автократско владење го користи законот за затворање на новинари и на опозиционери. Се разбира, Ердоган не го дели овој став и нема ни најмала намера да го исполни овој услов. Тој ја обвини Европа за хипокризија, велејки и вие имате исти такви закони и сметате дека за нас тоа е луксус. Така нема да може. Многу земји членки на Унијата овој безвизен режим за Турција го гледаат како зелено светло за наплив на турски граѓани во Европа. Тие со драго срце би му рекле на Ердоган да не се надева на ваков подарок, особено сега кога турските власти не покажуваат голем почит за човековите права. Анкара природно одлучи да извлече што поголема корист од европската неспособност да ја реши бегалската криза без турска помош. Ердоган нема да се задоволи само со безвизен режим. Тој бара да се забрза процесот за полноправно членство на Турција во Унијата. Многу земји членки имаат вистински уплав од вакво сценарио. Така, тешко стекнатата доверба помеѓу Турција и Унијата е под сериозна закана дефинитивно да се распадне. Ако не добие безвизен режим, Анкара едноставно ќе му каже збогум на договорот за враќање на бегалците во Турција. Тоа би значело дека грчките острови повторно ќе почнат да се полнат со бегалци, тоа би значело дека балканската рута повторно би се активирала со сиот притисок врз Македонија да се држи границата затворена и сите немили сцени што тоа ги донесе во минатото. Нам не ни преостанува ништо друго, освен да стиснеме палци и да се надеваме дека Брисел и Анкара ќе успеат да најдат заеднички јазик.